Македонскиот земјоделец да заборави на старите и да купува и да користи само еколошки ѓубрива. Од Синдикатот на земјоделци велат дека домашното производство мора да се развива со помош на биопрепарати, а конвенционалните ѓубрива и пестициди да заминат во минатото. Ке почнам со последното, мислам дека е време нашиот земјоделски производител да се преадаптира со примена на органските ѓубрива и органската исхрана во циклусот на производството. Мислам дека и ваквиот начин на производство нема многу поскапо да го коште нашиот земјоделски производител. Од друга страна, Велков смета дека и сегашното производство не содржи отрови. Според него, високата цена на чинење на овие ѓубрива не му дозволуваат на фармерот прекумерно да ги употребува. Мислам дека самиот факт да нашиот земјоделски производител користи превисоки цени, дава превисоки средства за употреба на пестициди, дали станува збор за фунгициди, инсектициди или хербициди, мислам дека самиот податок на високите цени на чинење нема да дозволи нашиот земјоделски производител за прекумерна употреба на истите. Така да мислам дека нашиот производ баш поради овие причини, а бидејќи станува збор за градинарски производ, тука станува за група на земјоделци кои што се веќе поодминати години, да речеме поминале 50-та и веќе имаат доста искуство во самото производство и мислам дека во ретки случаи можеби да има, меѓутоа мислам во најголемиот процент нашиот земјоделски производител колку толку произведува квалитетно производство кој што ги задоволува сите норми за употреба. Експертите сметаат дека употребата на пестициди и минерални ѓубрива ја умртвува почвата, уништувајќи ги нејзините биосистеми кои се важни за развој на земјоделството. Употребата на биоѓубрива од друга страна помага во заокружување на производствениот циклус, почитувајќи го принципот во кој сите елементи, почва, растиние, животни, инсекти, па дури и фармери се тесно поврзани меѓу себе.